Информации дека Македонија увезува 10 пати повеќе отпад од дозволеното. Ваш коментар и ако знаеме или имаме информации дали се работи за штитен отпад, опасен? Видите, излегуваат многу информации. Јас апелирам информациите да ги проверуваме, посебно кога се работи за сензитивна материја, како што е и ова во делот на заштита на животната средина. Вие знаете дека и јавното обвинителство покрена една постапка во која се испитуваат сите овие наводи кои што ги слушаме во јавноста. Секако дека тоа што го имаме како информација од Министерството за животна средина, дека увезувањето на отпадот е оној кој што е дозволен и за кој што се поседуваат одредени сертификати, дека немаме штетен отпад кој што е увезен во државата. Секако дека ова што се случува во Република Бугарија ние одблизу го следиме. Добро е што градот Скопје превзема одредени чекори веќе за средување на состојбите, така да институциите тоа мора да го следат. Понатаму мораме да ги јакнеме капацитетите во смисла на лаборатории кои што ќе значат можност за испитување на сето она што влегува во државата и на тој начин сите заеднички да направиме се за да ја подобриме животната средина во државата. Господине Спасовски, зошто владата ги поништи одлуките за именување и разрешување од страна на министерката техничка за труд и социјала? Затоа што се незаконски. Зошто? Ако може малку подетално. Затоа што на ниту еден член од законот не се повикуваат, односно не е исполнет ниту еден услов за носење на такви одлуки, а врз основа на членот законот за влада, кога се носат незаконски одлуки, владата има право да реагира и да ги поништи таквите одлуки, без разлика за кој министер или за која одлука станува збор.